Возбудлив надпревар, вториот надпревар во четвртото коло од работничките спортски игри помеѓу Армијата на Република Македонија и Дик Фагус. По првото полувреме резултатот беше 1-0 за Фагус. И на почетокот на второто полувреме со одличен гол на Марио Армијата го изравнува резултатот. Навистина прекрасен надпревар, возбудлив надпревар. Имаме само тамо некои се жали на повреда. Мислиме дека се ќе биде добро и добро е. Виктор од екипата на Фагус се жалеше на повреда, но се е во ред. Уште неполни 5 минути до крајот на овој надпревар. Станува се поинтересно, овации од публиката за овој надпревар и за сите други. И да видиме сега Пачараски. Трибините во салата спортски македонски бранители во Берово е исполнета до последно место. Има уште некое слободно место, па ако сакате дојдете да поминете добри 2-3 часа во интересен фудбал. И да видиме, еве го Иван, шутира, Виктор оди напред, промашуваат екипата на Фагус, одлична шанса. Следната утакмица следува за 4 минути и ќе играат екипите на Општина Берово и момците од Двориште. Еве ги тука се спремаат. Ќе останеме уште малце во живо, уште некоја минута. И да видиме сега. Одличен голманот на Армијата на Република Македонија. Уште 2 минути до крајот на овој надпревар. Резултатот е 1-1 се уште. Dena, ko ti ovo?
одличен шут, но покрај голот. Уште 30 на секунди до крајот на овој надпревар. И крај на надпреварот. Армија на Република Македонија и Дик Фагус завршува со резултат 1:1. Навистина интересен надпревар. И овие две екипи, како што стојат работите на табелата, се пласираат и во понатамошниот тек на овој надпревар и во групата во која што учествуваат. Ве поздравуваме, ќе се вклучиме повторно од салата македонски бранители во Берово.